Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам посебна чест и задоволство, бидејќи ќе разговарам со една сродна душа, односно со поетесата Славица Милева, која истовремено се занимава и со сликарство. Тука сме многу слични, многу сродни и затоа во еден дел ќе говориме за вашето лично творештво и за вашата биографија, ама ќе говориме и тематски за хаику поезијата, бидејќи оваа емисија ќе биде на еден одреден начин посветена и на хаику творештвото. Па да започнеме, да не губиме време, бидејќи нели хаикуто не учи на концизност. Треба со помалку зборови да кажеме што повеќе, па да не бидеме обратни од тоа. Славица Милева е родена, морам да кажам, во 1976 година во Скопје. Ама во биографијата, што ми ја пративте, пишува: родена е во Скопје, живее во централното градско подрачје, ама мечта е за Дојран. Сакам веднаш, значи уште во првото прашање, да ми проговорите малку за тоа урбано, забрефтано, динамично Скопје, бидејќи живеете во самиот центар на Скопје, па како е да се живее во центарот на Скопје, а да се сонува, односно се мечтае за Дојран? Па убаво. Мечтам за Дојран, да, затоа што ми фали таа питома дивина таму. Кога одам се осеќам како да дишам повторно. Нешто да дишаме на шкрги. Да, да дишаме забрзано. И не бев свесна дека стварно се фаќам како наутро го барам тој мир пред почетокот на денот. И многу ми е полесно понатака во денот да ги истуркам сите обврски кога имам таква некое мирно место кај што можам да се вратам барем во мислите. Живееме многу, за жал, живееме многу динамично, многу брзо, би рекол дури турбулентно, инстант живееме. Да. Не ги ни чувствуваме ни миговите, ни јадењата, ни зборовите. Да. Некако се е прекутрупа, се е луѓето кога разговараат со нас, ние не ги слушаме, тие не слушаат нас. Како да се води некој разговор на глуви. Едноставно, ти говориш, а гледаш дека тие гледаат на часовникот, едноставно не те следат. Не им е ништо интересно. Интересни се само тие самите на себе си и пред себе си. Па, многу интересно е што во една таква атмосфера наутро дојде и првото хаику, кое беше практично вресок тишина во празното ќоше на мојата соба. Ушто. Значи, тоа беше на таков вресок на тишина. Се изненадив одеднаш, тишината беше заглушувачка, акустична. И, како што вели Ацо Шопов, во наслеи се со тишината, тоа неизговореното го рече самото. Да, само ќе се рече. Да. Хаику песните се многу кратки. Станува збор за 3 стиха во една строфа и не случајно често се читаат 2 пати, па и 3 пати, затоа што публиката, кога ќе ги слушне еднаш, тоа е како миг, како една секвенца, како еден блесок. И нема ни да ги разбере. И затоа слободно, некои твои хаику, можеш и по 2 пати, па ако треба и 3 пати да не ги повториш, за гледачите да можат да се замислат малку и да размислат малку. Но ќе го направиме тоа малку подоцна, бидејќи должен сум на гледачите малку накратко и да ве представам, покрај тоа што кажав кога сте и каде родени и за што мечтаете. Мислам дека е битно да кажам дека во 1998 година дипломирате на Високата пословна школа во Белград, или преведено керовски деловна школа, во Република Србија, во областа бизнис, администрација и менеджмент. А во 2018 година дипломирате и на Универзитетот Свети Кирил и Методи, и тоа
на економскиот факултет во Скопје во областа маркетинг. Прво ви честитам што 2 факултета сте завршиле. Второ, што сте завршиле тешки факултети. Така морам да кажам, бидејќи и јас завршив економски факултет. и тука сме слични, а потоа магистрирав и докторирав на книжевност. Значи можам понатака да продолжам со книжевност. Можеш слободно, Ви благодарам. Во 2017 година се навраќаш и на детската пасија, детската љубов, сликарството. А сега е интересно дека во 2022 година, значи 5 години подоцна, и напишувањето. Зошто сликарството пред зборот? Зошто боите пред бојата како и линијата, како цртеж, како слика, бидејќи и писателот слика, ама со зборови. Да, па можеби тоа е природен процес, затоа што јас први како дете пред да научам да пишувам и да читам, сликав. Да, се црта и во песокта. Да, се сеќавам во кујната кај баба ми, кај што живеевме во Киселавода, се губев просто во тие бои, во тој свет на сликање, на цртање. Едноставно се исчезнуваше, а откако научив да пишувам и да читам, полека влегов и во светот на книгата и до ден денес не сакам да излезам од него. Многу е убаво кога човек има повеќе дарби, повеќе таленти, бидејќи уметноста е неразделна. Поврзани се и пишувањето, и сликарството, и филмот, и театарот, и музиката, и пеењето, и танцот, играта. Нема резки, големи бариери, нема граници, ама кај вас, па дури и кај мене, две области се примерни. Пишувањето и сликањето, сликарството. И на тој план, на сликарски план, вие имате навистина постигнато многу. Од 2018 година настапувате на годишните изложби во чест на македонскиот сликар и професор Владимир Георгиевски. Да. Убаво што ќе го спомнеме, беше прекрасен и професор, и човек, и сликар. Да. Неговите изложби со наслов Несовршен простор во организација на Сдруженијето Транзено Струмица. Понатаму, јас малку ќе ги изрецитирам овие биографски ваши податоци. Женскиот модел во ликовната уметност во организација на Музејот на град Струмица, потоа автопортрет во самоизолација, исто така. Тоа беше за време на ковидот, да. Во Струмица, да, тој лош период, да. ковид период. Метаморфози, па у куќа во Струмица исто така. Траги во просторот, културниот центар Мага за Битола. Истата година сте и гости на годишната изложба на Друштвото на уметници на градот Битола. На поетско-ликовните дијалози учествувате. Да, оваа година ќе биде тоа. На Артива, годишна изложба на Библиотеката Гоце Делчево Гевгелија и Уметничката галерија Амам на Музејот Гевгелија. Значи, Струмица, Битола и оваа година Гевгелија. Гевгелија. Можете без сликање и цртање? Јас не можам лично. Мене денот ми е никаков. Ако морам, да. Ако морам, има такви денови кога... Ако нема хартија, нема боја. Да, али гледам барем тогаш некој хаику да се роди некој хаику. Значи хаикуто као компензација. Да. Добро, еве, доаѓаме сега до таа 2023 година, кога излегува од печат вашата прва хаику збирка со наслов 100 хаику, односно 101 хаику, односно насловот е Замижи сега. Да. Тоа е ова да. убава
книга, односно книгичка, која што да изгледа прекрасно, бидејќи има и илустрации во боја. Навистина убаво едно издание. Благодарам. И сега ќе кажеме дека следната година, во 2024 излегува второто продолжение на трилогијата 101 хаику под наслов Тишината е тука. Тоа е една трилогија која што е составена од трите стиха на Овде илустрациите се црно-бели. Да, тоа се фотографии, Да. се во ова издание се фотографии. црно-бели, во следното. Така. Сега, овие две книги се препеани на англиски јазик од професорката и поетеса Македонка Божиновска. Хаику песните од овие книги се селектирани и објавени во американските списанија и мрежни места за хаику поезија. Да не сгрешам на странски. Under the Basho, да, и The Haiku Foundation, Така. пред прошлиот месец излезе и во јапонскиот весник Асахи, тој е весник кој што за прв пат се печатал во 19 век, има секција за хаику. Така да беше селектирано едно хаику, а денес добив мейл од уредникот дека и уште едно селектирале, така да наскоро и тоа ќе излезе. Убаво е што во насловот ова е сајт или фондација Башо? Тоа е како електронски весник. Да. Излегува еднаш годишно, меѓутоа во текот на годината они селектираат хаику, хаибун. Да, електронско издание. Да. Вака сега ние знаеме, ама еве и публиката да знае, гледачите. Мацуо Башо е првенецот, е најпознатото име во хаику поезијата, односно еден од големата четворка. Тие се Мацуо Башо, Кобаяши Иса, Танигучо Бусон и Масаока Шики. Јас кога магистрирав на хаику поезијата, темата ми беше хаику поезијата од елитното кон масовното. Ги знаев напамет и цело време си ги повторував и не смеев да ги сгрешам и се уште ги знам. Значи, без да ги читам, тие четворица, иако има тешки имења и презимења, ми се како научена песничка напамет. Но, да продолжам со вашата биографија, а потоа ќе се навратиме на јапонците и на јапонската хаику поезија. Исто така, во прилогот за деца Колибри, на весникот Нова Македонија, по повод Меѓународниот ден на хаикуто, сте присутни со хаику поезија. Потоа, во книгата Хаику Мик, тоа е оваа книга, на Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност инаку од Скопје, во 2024 година, како и во списанието за наука, литература, култура и уметност Зенит, број 10-11, двоброј, од Струмица во 2023 година. Едно одлично списание. Многу добро, Зенит е навистина одлично списание. Феноменално. И се подобри и подобри. Да, и во септември оваа година вие станавте член на Светската хаику асоциација од Јапонија. И сега, бидејќи полека изрецитирав, односно прочитав речиси се од побитно, најбитно од вашата биографија, кажав дека тоа се вашите објавени книги, Замижи сега и Тишината е тука. Но, овде има уште една книга. Да, тоа е како учебна книга, да. Ја препорачувам на сите љубители на хаикуто. Да. Владимир Мартиновски. Сега, да не бидам нескромен, и јас ја објавив мојата магистерска теза со наслов, таму скратен, Зошто хаику. Значи, и во таа книга, покрај големата јапонска четворка, отстапив простор и за четворица во тој миг, најпознати хаику творци од Македонија, Петко Дабески, Александар Прокопиев, Никола Маџиров и Владимир Мартиновски. Значи, тука е Владимир Мартиновски. Но вие исто така имате напишано
треба да спомнеме и првата хаику збирка на македонски јазик. Тоа јас кога кажуваме нескромно сам да кажем, ама јас во 80-тите јас прв објавив целосно хаику книга. Инаку пред мене Да. не објавиле, ама пишувале хаику. Да. Александар Поповски и Видое Подгорец. Да. А Томе Арсовски пак направил хаику избор. Да, на 4 мајстори. Тие се некои претходници во Македонија. А виновник, односно виновници за тој мој ран хаику настап и влез се двајца автори, големи творци, Владимир Девиде од Хрватска и Драгослав Андрич од Србија. Сега да не бидам погрешно сватен, Владимир Девиде беше универзитетски професор, предаваше физика на универзитетот во Вараждин. И беше женец со јапонка. Така, бидејќи долго време престојуваше на студиски престој во Јапонија. А Драгослав Андрич, исто како и Девиде беше во Хрватска, а Андрич беше во Србија, објави прекрасни антологии, односно избори со хаику поезија. И да не беа тие трговски патници во таа поранешна Југославија што носеа книги и од Хрватска и од Србија, ние многу подоцна ќе дознаевме за хаику поезијата. Ама јас за среќа, кога ја видов таа книга и кога ја купив, јас бев маѓепсан и реков, ова е вистинска поезија. Дали вас лично ви се случи нешто слично? Да. Јас 2021 во декември добив книга од Мацуо Башо на подарок од еден мој пријател и сликар Никола Пијанманов. Меѓутоа, ја погледнав, ја разлистав и ја оставив на страна. И сега во 2022 стапив во контакт со Калина Исаковска Бунтеска од Блесок. Да. И во размена, пошто на Игор Исаковски книгите многу тешко се наоѓа во продажба, се сретнавме да си размениме книги и вика, ти носам нешто што јас и Игор многу го сакавме. Јас пресрекна Јосип Ости. Во издание на Блесок, цела серија со илустрација од Мирослав Масин. Одлично. И пошто така ми ги даде со еден жар, со една љубов, како нешто најсвето, а тие малечки книги токму ги земав форматот. Хаику книгите се сите малечки, бидејќи станува збор за 3 стиха. Да, јас стварно за тогаш не бев навлезена, ниту, И земав да го читам Јосип Ости и реков, исто како вас, ова е тоа. Ова е тоа и нема друго. Нема друго. Може би има друго за други, меѓутоа за мене. Јас говорам за мене. Да, за нас хаикуто е. Јас морам да бидам искрен и се извинувам на гледачите што малку повеќе ќе зборувам, ама оваа тема бара зборување и слободно ќе настојувам натаму емисијата што повеќе да ме нема потреба, мене ми е чест да ве слушам. Вас, меѓутоа, јас не можам да ги слушам долгите разговори во Македонија кои што не кажуваат ништо. Како си? Добар сум. А ти како си? Ја добар сум. Што правиш? Ништо. А ти што правиш? И јас ништо. Нема ништо. Здравје. Здравје. Или некој се јавува на телефон и вели од кога не си се јавил, зошто не си се јавил и какво било времето и слично и разговорот тече и по 10 минути тој всушност ти кажува дека не ве бара вас, туку дека ја бара вашата сопруга, бидејќи е судија и треба да му помогне нешто во суд, или е докторка, па треба да му помогне нешто за здравјето. Кога би бил во Јапонија, тие веднаш би кажале, тоа би треба. И не случајно, состаноците што ги држат во ладни комори, каде што не може човек повеќе од неколку минути да биде. И тука се случува договор. Зашто сите викаат, ај побрзо завршиме, да излеземе надолу и некој ќе се смрзниме. А ние држиме состаноци од 5, 6, па и 10 часа за една реченица. И многу сме јепски, многу сме нашиот наратив, нашиот дискурс е добар за безделничење, ама не е ефикасен. Како двајца што разговараат долго, а на крај
кога излегуваат од кафеаната, целиот тој разговор некој час се сведува на реченицата: абе, мислиш ли ти мене да ми ја платиш фактурата или не? Или кога ќе ми го платиш долгот? Сакам да кажам, ја немаме концизноста, јадровитоста, лапидарноста. И мислам дека тоа е јапонски изум, тоа е голема јапонска придобивка хаику поезијата. Па во Јапонија, колку што јас читав, таму скоро секој човек први има голема стапка на писменост, а и секој човек мислам дека пишува или барем еднаш или значи они постојано пишуваат хаику, тоа е за нив како традиција, како нешто неразделно. Ајде вака да им појасниме на гледачите. Хаику поезијата била дворска придобивка. Се пишувала на дворот. Потоа станува масовна. И денеска во Јапонија сите пишуваат хаику поезија. Но не само во Јапонија, и во светски рамки. И многу често хаику пишуваат економисти, инженери, доктори, значи не чисти писатели, не литерати. Пишуваат од другите професии. Јас го знам одговорот, а сигурно го знаете и вие. Затоа што тие се поконцизни, појадровити во мислата, во исказот. Зашто тука нема празен нот, нема празни зборови. И кај инженерот, таму има бројки, има математика, има прецизност, има симетрија, има еднаквост. И затоа голем број на инженери, на лекари пишуваат хаику. И економисти, ние. Да. Исто така, мислам дека јапонците многу се поврзани со природата се уште. Значи, го задржале тоа. Односот кон природата, кон чистотата. Ние тоа некако, мислам, се гледа и во нашиот главен град, како комплетно да сме го изгубиле. Значи, јас сум родена во Киселавода, во куќа. Баба ми, после завршување на домашните работи, излегуваше во дворот, па ќе уклучи црево, па ќе го смете, па ќе го пушти цревото низ улицата. И не само баба ми, значи сите се грижеа барем за дворот и за околу дворот. Значи имаше некој однос, па ќе зема, ќе копка, ќе сади цвеќиња. Така да никако самиот начин на живот беше повеќе поврзан кон природата, кон дворот. Сега некако се затворивме во тие згради кафези и изгубивме и меѓу себе и со природата контакт. Така да мислам дека ова хаикуто многу ме врати во реалноста, да речем. Не во една реалност што не заглушува градската, него па и градската, ама во мигот, во... Па ние луѓето конечно мора да сватиме дека сме дел од природата. Да. Природата се дели на флора и фауна, на растителен и животински свет. Ние сме дел од фауната. Да, хомо сапиенсот, тоа е човекот. И веднаш да кажеме дека хаикуто произлегува директно и поврзано со природата, со 4 годишни времиња. Значи, најмногу се пее за пролет, лето, есен, зима. Не се пее за смрт. Нема филозофеми, но има детали, има слики, има ретки мигови. Да, има тишина, има мудрост. Да. Некоја врапче на некоја гранка или на некоја жица, или некоја осамена клупа. Месечината, жапче. Или месечината, или залезот, или оцејот. Но кога сме кај природата и хигиената, ќе кажам еден пример, додека вие говоревте, мене ми се создаде таа слика. Сликата е Крушевска, од Крушево. По старите жени, прво ја метеа улицата пред дворот, односно пред нивните куќи. Да. После ги метеа своите дворишта. Значи, вие ќе видите подгрбавена стара жена, со метлата во раце ја мети улицата. Таму немаше потреба од комунална хигиена, од комуналец. И секој си го метеше својот дел пред куќата и така улицата беше чиста. Џабе ви е вас чист двор и чисти соби внатре, ако пред вашата куќа, пред вашиот двор, има фрели хартија или пластики и слично.
Тоа е пример. Тоа е пример за грижа, за разлика од нас овде во Скопје, каде што чекаме некој друг да го направи тоа, друг да го исчисти нашето ѓубре. Да. И ние сме толку несвесни, толку негрижливи, го фрламе било каде ѓубрето. Да. Па често им е тешко да го фрлат во контейнерот, влегуваат во автомобилот, а ѓубрето го ставаат на местото каде што било паркирано возилото. И мислат дека некој друг ќе го фрли. Да. И затоа доаѓаат кучињи мачки и го растураат тоа. Ние сме, Како дојдовме до ние оваа сме ситуација? катастрофа и хаос. Дојдовме во таа ситуација бидејќи не мислиме за другиот. Мораме да мислиме и за другиот. Не само за нашиот автомобил, за нашата куќа, за нашиот двор. Тоа е улицата. Улицата кај што врват и други луѓе. Да. Паркингот не е наш, паркингот е заеднички. Паркингот е двор за таа наша куќа, зграда со 70 или 100 стана. Да. Тоа е тој хаос што ние го правиме. Ама да се вратиме на Јапонија, да се вратиме на големата четворка. Мацуо Башо, Кобаяши Иса, Танигучи Бусон, Да, и Шики. и Масаока Шики. Шики. Тие се тие четворица, И сите четворица се различни. многу се различни. Да, значи Мацуо Башо е оној религиозниот или филозофот или поетот, лирикот во хаикуто. Бусон, пошто е и сликар, го сметаат како техничар занатлија. Тој мене најмногу ми се допаѓа. Нема многу читано. Многу ми се допаѓа. Кобаяши Иса е емпатот, хуманистот, грижливиот во хаикуто и Шики е модерниот хаику мајстор, викат последниот од четворката. И потреби следно најмладиот од нив. Така. Мене лично Бусон најмногу ми се допаѓа. Сите се тие мајстори, тие се врвни, тие се како хирурзи, како специјалисти. Сите се различни, ама сите се експерти. И кого и да читате од нив, ќе се насладувате. Значи, навистина ќе уживате во нивните мисли, во нивните хаику песни. За некои тие се погрешно. Афоризми, сентенци, не, тие се чиста поезија. Тие се песни. Сега дали некој вели дека се лирични, дали има лирика, дали има контраст, дали има контрапункт, дали за мене има таму природа, има живот, има детали, има сензации, нешто што се случува само во еден даден миг, а треба тоа ти да го видиш, ти да го забележиш. Да. Ако не го забележите мигот, како да не сте го проживеале, како да не сте го живеале тој живот. Мене хаикуто лично, откако почнав да пишувам и да го засакам и да се воодушевам од него, многу ми помогна во тоа живеј го мигот, значи да сум свесна кога пешачам до работа, станав свесна за околината, за паркот, за сонцето, за небото, за ветерот, за ливчето. Така да би им препорачала на луѓе што имаат проблеми со анксиозност да пробаат да почнат да пишуваат, затоа што таа концентрација во мигот, во сега и тука многу помага. Као терапевтско не мора да објавуваат книги или било што, дури препорачуваат навечер да се земе и да се чита едно хаику и да се чита се додека не се запамти, така да се легне, да се заспие. Затоа што има многу мудрост, има многу тишина, убавина во хаикуто. Пишувањето и сликањето се терапија. Да, и никој од тоа не треба да се плаши или да се срами. Има таква една лечебна терапевтска моќ, која што штета човек ако не знае и не ја исползува. И убаво им препорачавте на гледачите, нека напишат по некој хаику, нека прочитаат некој хаику, нека нацртаат хаику слика, творба со неколку потези. Зашто во таа едноставност, а Блаже Коневски не учеше исто така, на едноставноста. Каква е таа проста и строга македонска песна. Не учеше на тоа, бидејќи тоа е совршенството. Како што реков,
предмалку, со што помалку изразни средства да се постигне што повеќе, односно да се допре, ако не да се досегне максимумот, зенитот, врвот. Па добро, ние како писатели на хаику секогаш како што емисијата во потрага по вистинскиот збор, ние сме во потрага по вистинското хаику и не знам дали некогаш ќе го напишеме. Да, и во потрага по вистинските зборови во хаику песната. Да. Зашто таму се броени. Да, и дури многу ми се во хаикуто е многу убаво затоа што нема лошо или хаику. Хаикуто постојано се меси, се допишува, се одзема, се додава, така да едно хаику може да се пишува цел живот. Така да нема потреба да се плашат. Од која што може да се создаде многу форми. Да, дури кај Александар Прокопиев имам забележано од една во друга збирка, има повторувани хаику песни со додавано слогче, зборче, одземено и постојано ги моделира, предпоставувам дури не е задоволен со крајниот резултат и затоа не треба да се плашиме од хаику поезијата, тоа е едно такво природно, најнормално. Тоа може да се прави и поради незадоволство, ама може да се прави поради мрзеливост. Така да е убаво. Само една тема, еден мотив, една идеја да се варира, бидејќи бесконечно може да варирате, но кога сме тука, да им кажеме на гледачите дека хаику е всушност една строфа од 3 стиха кои што се поделени во 17 слогови. И тоа во првиот стих 5, во вториот 7 и во третиот 5. Или вкупно тоа се 17 слогови. Но не е се само во броењето на слоговите. Многу погрешно мислат, еве оваа песна има 3 стиха, 17 слогови. Не видете, јас сега кога читав... Не е во слоговите. Не, првен тука има забуна во слоговите, затоа што тие 5-7-5... Структурата. Таа структура кај јапонците не се дели на слогови, они имаат фонетски глас, и таа 5-7-5 не е исто со нашите слогови. Апсолутно. Таа поделба. Така да англичаните во англиското говорно подречје, они некаде се движат меѓу 12 до 18, дури и по 12 паѓаат, за да биде тоа се пократко и пократко. И како што почнав да испрекам по тие списанија кои што се на англиско јазично подречје говорно, сваќам колку моето хаику на македонски јазик и препевот на англиски јазик се разликува од тоа што тие го бараат, колку они кратат. Дури некогаш има по едно зборче во секој стих и ништо не фали на тоа хаику. Значи, хаикуто постојано се развива веќе кога ги надмина границите на Јапонија и многу ми е мерак што имаме прекрасни хаику поети во Македонија, меѓутоа и преку англискиот јазик цел свет практично го читаме. Хаику поплават. Иако сега ние веќе бевме економисти во еден дел од животот, би требало да речеме хаику инфлацијата. Е толку голема, толку е хаикуто масовено во светот. Се создаваат милиони. Постојат толку многу надпревари, не само во Јапонија и во светот. Кој е тоа најдоброто хаику, совршеното? И ние во нашето окружување, веднаш да кажеме, и во Хрватска, и во Србија, и во Бугарија, и во Грција, буквално во сите земји се создава хаику. Нашето македонско хаику е различно од јапонското. Зошто? Затоа што секоја држава, секоја земја е специфична. Таму има друга природа, други растенија, друг животински свет, друга клима. Значи, многу... Секоја хаику е специфично, е посебно во секоја земја. И апсолутно се согласуваме дека најмалку е битно броењето на слоговите. Битно е чувствувањето. Сликата што човекот чувствува. Потоа сликата, деталот, контрастот, контрапунктот. И секој, ние сите имаме по 2 очи и по 2 уши. Меѓутоа, различно гледаме и различно слушаме, дури во една иста средина, и во Скопје, или во Крушево, или во Дојран. Но, македонското хаику, јас се согласувам, е специфично
и не може да биде исто и да се вклопи во јапонското хаику поезија. Бидејќи и нашите зборови и нашите слогови не се исти. И начинот на И пишување. начинот на Јапонците пишување. го пишуваат вертикално, Така. во една линија, ние го Ние пишуваме во хоризонтално. приреда, хоризонтално, така да... Сега, кога сме кај хаику поезијата, а имаме време да поразговараме малку подетално уште за неа, треба да кажеме дека имаме и постојанна обнова. Значи, имаме и помладок, имаме и помлади автори. Меѓу нив спаѓаат Тони Павлевски, Да. Славица Прекрасен, Милева, Искра Донева, Оливера Прекрасно, Станковска и други. Слободно да спомниме уште некои, да не речат дека сум скржав или себичен. Напротив, сакам да спомниме и други имиња кои што се хаикини, кои што се посветени на хаикуто. Се разбира, Александар Прокопиев покрај нас се исто така доста активен, Петко Дабевски, Никола Маджиров, Владимир Мартиновски. Нека ми простат некои од помладите, може би јас и не ги знам, ама верувам дека наскоро ќе не изненадат со своји нови хаику творби и нови хаику книги. Слободно можете да спомнете некој што го испуштивме, што не го спомнавме. Видете, има многу од нашите писатели и познаници што пишуваат хаику, можеби немаат се уште издадено хаику книга, меѓутоа Силвана Димитриевска Точно, прекрасно ја пишува. заборавивме Силвана, Да, е Тони одлична. Попов исто прекрасно Да. пишува, иако мислам дека се уште нема книги издадено. Да, се согласувам. Македонка Божиновска, што ги препеа моите песни, она беше и во уредништвото на Мравка, на првото списание за хаику. И тоа добро да го спомниме. Да, значи во 2003 година, мислам, дека им беше промоцијата на првиот број на Мравка, Македонка беше задолжена за препевот од англиски на македонски на сите текстови, така да мислам дека моите хаику песни добија на тежина со нејзиниот препев, пошто препевот на англиски е исто многу битен. Гордана Каракашевска исто пишува хаику. Леле, сега мене во моментот исто не... Значи, има поголем... Јас Милован Србиновски од Охрид, еве сега во мигов се сетив на него. Сакам да кажем, има еден поголем број на творци кои што пишуваат хаику. Јас објавив повеќе избори. Да. Таа распнат човек многу ми се допадна, затоа што беше структурирана, ако се сеќавам добро, на корења, стебло, Да. цветови, така, Да. полека идеше како некоја историска... Так. Петко Дабевски подготви антологија на јапонската хаику поезија. Јас објавив неколку избори од македонската хаику поезија. И ќе бидам сега прв пат, еве, јавно искрен. Сакав да покренам хаику списание, ама намерно, свесно не покренав, бидејќи однапред стравував и знаев дека нема долго да излегува. Дека ќе требаа средства, дека ќе треба периодичните гласила бараат една педантност, една посветеност, една доследност, значи или треба да излегува месечно или двомесечно или 4 пати годишно, ама нема откажување. И за жал, многу ми е криво што престана да излегува Мравка. Јас не успев да најдам ни еден број. Убава идеја, убава иницијатива, ама за жал и таа згасна. Тоа е судбината на списанијата, печатени. Мислам дека и во Србија хаику новина кој што со децени излегуваше, мислам за дека жал и веќе таму. не И таму многу згасна. Јас контактирав со многумина од нив и на вистина ми е жал што некои од нив се уште се трудат, а некои се откажаа. Драган Ристич од Нише се уште активен повремено. Саша Важич од Белград беше многу активна на тој план. Но хаику списанијата се како миговите што исчезнуваат. Некако брзо се случува тој цуд, прецутуваат тој блесок. Но мислам дека секоја пролет се
појавува некој што ќе се заљуби во хаикуто и ќе го продолжи тој хаику бран, како беше хаику бран, македонски хаику бран, ќе се прелее. Така да, еви оваа емисија мислам дека е како потик за... Па и оваа емисија ја правиме со таа желба, со таа намера, да поттикнеме нови творци, не мора да се млади, веќе хаику поезијата напротив бара и сериозност, бара и зрелост. Значи може да ја пишуваат буквално сите, не од 7 до 77. Ајде нека биде од 9 до 99 години. Навистина, желбата ни е да ги испровоцираме, еден мал предизвик, да ги поттикнеме што повеќе или да се разбудат со хаику, или, како што рековте вие, да заспијат со хаику песна. Ако не можат да ја напишат, нека прочитаат, ама верувам, откако ќе прочитаат доста хаику песни, дека и самите ќе се обидат и дека и самите ќе почнат да пишуваат. Ми остана едно прашање поврзано со македонската хаику поезија. Кажавме дека не можеме и не треба да ја споредуваме со јапонската и да бараме равенство, еднаквост, да бидат исти, да бидат идентични. Дури и со слоговите, со структурата. Но, што е она посебното кај секој хаику творец? Ние сме сите различни. И Прокопиев, и Дабески, и вие, и јас, и Мартиновски, и Маџиров. Ама моето прашање, не испадне дека јас многу говорам, а говорам во оваа емисија. Што е посебноста на хаику песната, хаику поезијата на нашата вечерашна гостинка Славица Милева? Како вие самата се гледате себе си како хаику писателка, поетеса, како творец? Што е тоа што само вие го имате, го гледате, кој е тој сенс? Што сакате? Што ви се допаѓа? Што е тоа на што вие инсистирате? Каде се гледате вие? Кој е тој ваш спецификум? Тешко е прашање, го знам. Не знам, јас баш сега сум под импресии, го читав Мураками, Кавка на брегот, и една негова книга сега излезе Писател по вакација, со есеи за неговото пишување. Он вика, често ме прашуваат дали пишувам за мојата читателска публика. Па вика, ќе бидам искрен, не. Значи, кога пишувам хаику, мене тоа многу ме радува. Значи, сакам да доловам радоста, тагата, мигот. Така да, во оваа фаза, бидејќи пишувам од 2022 и секоја книга е различна, не можам да дадам се уште некоја специфика. Седур се радувам дур пишувам, седур ме исполнува, мислам дека треба да продолжам да пишувам. А поднатака на читателите, ќе им го оставам судот, да речем. Значи, радост е она што се уште ме се надевам до крај. На творењето, играта, значи... Постои радост при пишувањето, постои радост и при читањето. Еве, јас ќе завршам, бидејќи сме на крајот од емисијата, ќе завршам со едно ваше хаику. Замижи сега, тишината е тука, преполна со нас. Ајде уште еднаш ќе прочитам, бидејќи хаику песните обично се читаат по 2 пати. Ова не е таква специфично, нели, хаику, меѓутоа е како... Еве, ново ќе прочитаме, наместо повториме тоа. Зима на прагот. Ова веќе се однесува. Зима на прагот. Живот во вечен копнеш. Капки дош во транс. Баш овие денови имаше многу капки дош. И сите почувствувавме вистински транс. Но, емисијава ќе ја завршиме, можеби со едно ваше ново хаику, со една ваша порака, една ваша посвета во ова наша тетрадка на учесници, значи со еден од овие фломастери, со една боја, берете си која сакате. Може и со двете. Може и со двете, браво. Може и со двете. Еве тука.
Да пишете или ќе се подпишете? Натежнува магла. Натежнува магла. Одлично, прекрасно. Натежнува магла. Ајде сега со сината боја. Во осамениот дом. Во осамениот дом. Што има во осамениот дом? Сега ќе ни каже Само чај авторката. со рум. Чај со рум. Еве еден подпис. Подпишете се. Не мора да ставаме датум. Еве и со рака, благодарам. Фала ви многу и на вас, ми беше чест Славица Милева. да разговарам Мислев со дека вас. уште многу нешта ќе опфатиме, ќе опфатиме во разговараме, друга ама емисија. 45 Да. минути некако ни летна. Летна, да. Брзо ни летна. Ви благодарам И на за вас вашето исто. гостување, вашето учество. Ви благодарам.